Hello! Јас сум Анита Христовска од Бела. Љубовта кон Бела беше љубов на прв поглед, како и самата позиција маркетинг менаџер. Претходно имам работено и како менаџер за продажба, меѓутоа во маркетингот открив една многу голема и широка област, која што ти дава розова шапка каде што можеш да бидеш многу креативен и совршено се пронајдов, одлично одговараше со мојот персоналити, така што беше совршена спојка, особено поради фактот што како модерна жена која што следи трендови, нема нешто поубаво да работи во модна конфекција, односно како dream job да речеме некако ми дојде, бидејќи совршено одговара со тоа што сум јас и во секојдневието, така што се пронајдов на вистина. Во секојдневието, кога се сретнувам со луѓе од било која професија, сметам дека кога се професионални, ни оставаат многу подобар впечаток за својата работа и за она кое што го прават во секојдневието, особено ако сакаат да ни пренесат некаква информација, дали се работи за продажба или се работи за некаква едукација или било каква бранша со која што се сретнуваме, така што сметам дека кога човек е спремен во областа во која што работи, тоа остава добар впечаток со соговорникот и едноставно многу полесно може да си ги заврши обврските и да договори некаков состанок, некаков бизнис, некаква средба и така натаму, така што сметам дека постојаното надоградување на знаењето е клучно за да изгледаме како вистински професионалци. Маркетингот е нешто во кое што секоја компанија треба да инвестира. Особено статистиките велат дека во ковид периодот навистина требаше да се инвестира во маркетингот, особено во дигиталниот маркетинг, бидејќи повеќето од времето седевме дома. Така што светот многу брзо се движи, имаме огромни промени и она што се случува во дигиталниот свет навистина само по себе побарува човек да ги следи трендовите. Зборувам за секој човек општо, а особено оние кои што работат во дигитален маркетинг, така што сметам дека надоградувањето на знаењето од оваа област, особено ако го работи за тоа, е маст. Секоја позиција која што сум ја работела во животот, дали е позицијата менаџер за продажба или сега маркетинг менаџер, ме изградила и приватно и професионално. Откако почнав со курсот во Галексија, едноставно пошироки ми се погледите кон светот, затоа што покриваме нешто со дигиталниот маркетинг кое што е фатено во светски рамки, не само во нашата држава, а особено со самата диплома човек навистина може да работи на светскиот пазар и да работи за фирма која што воопшто не се наоѓа во нашата држава, а може тоа да го прави од удобноста на својот дом. Пред да почнам со курсот во Галексија и во самата секојдневна работа, доста често работев социјални медиуми, често работев Google Ads, Easy Ads, Display Ads, така што рекламирањето на нашата фирма во дигиталниот свет, од таа област ми беше позната, малку помалце правев анализи, така што сега другите модели кои што ги зачуваме како Google Analytics и така натаму, исто така ми се интересни, меѓутоа морам да кажам дека највеќе она што ми беше потребно е она што го работев. Пред се за мене најинтересен беше модулот за social media маркетинг. Проектот кој што го работиме заедно со Галексија, едноставно ќе ни донесе едни свежи идеи кои што можеби ќе бидат поинакви од оние размислувања кои што ние ги имаме како да градиме стратегијата, особено за наредниот период по повод 30 години постоење на Бела.
И токму затоа сакав да се вклучиме со студенти кои што се од различни области, бидејќи сметам дека ќе извадат розовата шапка и ќе дадат многу убави идеи, креативни, кои што ќе ни помогнат кога ќе ни биде настанот од прилика во октомври, да биде беспрекорно покриено и од областа на дигиталниот маркетинг и сето тоа убаво да изгледа како еден свечен настан, така што мислам дека за нашата компанија ќе биде совршена оваа соработка и доаѓа во идеален период. Конкретно Бела во моментот работи на бренд DNA, така што за нас најважно е луѓето да станат свесни дека постоиме веќе 30 години, дека сме моден бренд за дами, дека имаме неколку нови линии редизајнирани кои што таргетираат помлада публика и пред се дека сме македонска компанија која што е социјално одговорна, да речеме во последниве година дена Бела преку 10.000 маски подели со секое купување. Имаме рециклирани кесички и така натаму, така што тоа е нешто кое што ќе допре до народот единствено преку дигиталниот маркетинг и преку информираноста за тоа што една компанија прави. Конкретно јас лично, бидејќи веќе работев доста работи од дигиталниот маркетинг, направив еден fine tuning, односно работите си дојдоа во некаков ред. Да речам, она што не ми беше јасно, сега ми е кристално јасно каде можам да го направам, што се можам да вклучам како опција, така што надоградувањето на знаењето само ми овозможи да станам еден поголем професионалец во својата област.